Додека денес избрав, по примерот на брат Борче, мојата денешна беседа да има малку врска со библиската поука, не конкретно со денешната лекција, иако и денешната, и минатата, и целото ова тромесечие се доста поврзани. Имено, денови размислував повторно за календарот, се разбира. Во понеделникот беше празникот на трубите, или првиот ден младината на 7-миот месец, кој што евреите погрешно го слават како нова година. Го нарекуваат Рош Хашана, глава на годината, или нова година, како почеток на годината, наводно. Меѓутоа знаеме дека во Мојсеевиот закон Господ поинаку ја дефинирал годината и незиниот почеток, но сега нема да се задржиме со тоа. Размислав за едно прашање кое што и сега вам би ви го поставил како за размислување. Дали сте забележале дека за секој еврејски празник од почетокот на годината, според еврејскиот календар, значи годината треба да започнува со кој месец? Со еврејскиот месец Нисан, кој што одговара на младината, младата месечина во април. И тој месец е наречен прв месец. Таму во Излез, 2 Мојсеева 12 глава, ако читате, Господ таму им дефинира на евреите кој месец треба да им биде прв во годината. Тој месец се случуваат многу битни настани од историјата на израелскиот народ, но и соодветни празници кои што Господ ги воспоставил. Значи празникот Пасха, после тоа 7 дена празникот без квасници, а малку подоцна, после 50 дена, во рамките на бесквасници се наоѓа празникот Првина, кој што секојаш се паѓа во недела, според Библијата, и бил убава преслика на Христовото воскресение, кој што се случило во недела. Подочно Библијата тој термин го нарекува утредента по саботата. Значи, утредента по саботата требало да се принесе првина, првиот сноп јачмен на Господа, а тогаш и Господ, тој ден Господ воскреснал од мртвите и кога се вознал на небото, понел со себе една првина од воскреснати праведници од Стариот Завет. 50 дена после таа првина се паѓа Педесетница. Сега, за сите овие празници, христијанството има свој празник. Значи, за Пасхата одговара и Велики Петок, и Великден. За Педесетница одговара Духовден. Меѓутоа, дали сте помислиле зошто христијанството нема никаков празник во врска со есенските празници на еврејскиот календар? Че за празникот на трубите, за Јом Кипур, денот на помирувањето, што ќе биде и неко следната среда, според календарот, на 26 септември. Во среда ќе биде Јом Кипур. За празникот Сеници, кој што исто така трае 7 дена, како и бесквасници на пролет. Зошто христијанството нема никаков празник за овие есенски празници, а си има празник кој што одговара на пролетните празници? Сега ќе се позанимаваме со текстот, што беше предмет на проучување на библиската поука во минатото, ова тромесечие. Ќе отвориме во првото послание до Солуњаните, 5-та глава. Прво послание до Солуњаните, 5-та глава.
Малку внимателно ќе прочитаме некои зборови кои што тука ги споменува апостол Павле. Инако првото послание до Солуњаните, се разбира веднаш потоа било напишено и второто, тоа се првите новозаветни книги кои што биле напишени. Значи, уште од својата прва посета на Коринт, каде што проповедал и ја основал тамошната црква, апостол Павле примил вести за состојбата во Солунската црква, во која што релативно пократко време морал да престојува, бидејќи бил прогонет од таму, од тамошните евреи. И го напишал првото послание до Солуњаните директно од Коринт, и тоа е првото, хронолошки првата новозаветна книга напишена. И сега, Солунската црква, која што била основана, значи, од самиот апостол и во која што тој кратко време престојувал, можеме се замислиме за тоа кратко време, колку време имал да им изнакаже што требало да знаат за да функционира една црква, и доктринално, и организацијски. Сепак им кажал доста работи, што потоа тој ги споменува како преданија, на кои што ги упатува да се држат до нив. Во 5 глава, првиот стих, почнуваме, значи веднаш после она беседа за второто Христово доаѓање, каде што самиот Господ по заповед на гласот на Архангел и при труба Божја ќе слезе од небото и најнапред ќе воскреснат мртвите и така натаму, целиот тој опис во врска со второто Христово доаѓање, во 5 глава продолжува апостолот и пишува: а за времењата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пишува. За времењата и часовите нема потреба да ви се пишува. Зошто апостол Павле вели за времето и часот или времењата и часовите, бидејќи во множина е овој израз и во оригиналот и во преводот, нема потреба да им се пишува. На какви времења и часови мисли апостол Павле? Контекстот зборува за второто Христово доаѓање, па логично е да помислиме дека за времењата и часовите на второто Христово доаѓање нема потреба да ви се пишува. Вториот стих вели: бидејќи вие самите многу добро знаете, еве зашто нема потреба да им се пишува, бидејќи вие самите многу добро знаеме дека денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време. Третиот стих вели: и додека уште велат мир и безбедност, тогаш ненадејно ќе ги снајде пропаст и не ќе можат да избегнат. Да го прочитаме малку и остатокот од целиот овој текст. Значи, оние кои што ќе ги снајде пропаст во денот Господов, кога ќе настапи денот Господов, се тие кои што велат мир и безбедност. Може би има врска со миротворецот или миротворството, лажното миротворство за кое што стана збор во поуката. Но за разлика од нив, будните христијани се опишани вака: но вие, браќа, не сте во темнина, та денот да ве затече како крадец. Забележете го ова. Господовиот ден ќе дојде како крадец во ноќно време. Што значи тоа? Ненадејно. Значи, не значи тајно. Крадецот доаѓа тајно. Меѓутоа, споредбата со крадецот е во поглед на неговата ненадејност. Зошто? Бидејќи постојат други стихови, особено предходниот од 4 глава, целиот тој текст за второто Христово доаѓање, каде што Новиот Завет јасно учи дека Христовото второ доаѓање ќе биде многу јавно. Ќе го види секое око на планетава. Значи, нема место крадецот да го толкуваме како некоја мала врата низ која што ќе
ќе се протне ереста на јеховините сведоци дека Христос веќе дошол и дека е тоа некоја тајно доаѓање. Таков проблем имале и солунјаните. За нив веќе настанал денот Господов и апостол Павле во второто послание ја побива таа заблуда. Меѓутоа, крадец во ноќно време. Зошто ноќно време? Логично е крадецот да доаѓа ноќе. Темнината му е сојузник. Да, меѓутоа така. Денеска се краде и среде Белден. Меѓутоа, четвртиот стих уште да го прочитам. Вие, браќа, не сте во темнина та денот Господов да ве затече како крадец. Сега, тука темнината, значи тоа ноќно време има некоја символика, некоја значење. Всушност, апостол Павле употребува една слика, значи кога ние читаме во овој текст крадец во ноќно време, ние си мислиме, тоа е затоа што кога се краде, обично крадат ноќи. Меѓутоа, тој понатаму зборува дека за да не бидеме ние затекнати, како оние што ќе ги снајде пропаст, во третиот стих, ние не треба да бидеме во темнина. Оние што се во темнина, нив денот Господов ќе ги затекне како крадец. Сега, апостол тука малку објаснува што тоа значи. 6 стих. И така, да не спиеме како и другите, туку да бидеме будни и трезни. Ако сте во ноќно време, буквално, значи, будни и не спиете, тогаш дали сте во темнина? Не. Ке запалите некоја светло. Дали може да бдеете ако сте во темнина? Значи, будни сте, не ја преспивате таа ноќ, ама темнина. Нема логика. Ако сте будни, имате некаква светлина покрај вас, колку и да е мала. Во секој случај, ако сте будни, ако не спиете некоја ноќ, вие сте со некоја светлина, не сте во темнина. А кој се во темнина? Тие кои што спијат се во темнина. Затоа што, како што е докажано, за најдобар и најквалитетен сон, треба да постои темнина. Секојаш кога спиете, спиете во темнина. Никакво светло да не биде, значи никаква, што е можно по-темно да биде, за организмот тоа е најдобро кога се спие. Најквалитетен сон, најквалитетен одмор. Тоа има врска со оној хормон мелатонин и така натаму, кој што го дава квалитетот на одморот, на спаноста. Меѓутоа, сето ова е само една слика што апостол Павле ја користи. И сега 7 стих вели, зашто оние што спијат, но ќе спијат, значи токму тоа што го кажа, но и оние што се опиваат, кога се опиваат? Дали во 7 саца бајле се оди во диско? Се враќаат таму. Односно ги враќаат. Ки сами не може да се вратат. И тие што се опиваат, ноќе се опиваат. Значи сега апостол Павле се досетува ноќите да ја спореди и со нешто друго, со начинот на кој што живеат безбожниците. Ние пак, како синови на денот, да бидеме трезни, значи не пиени, и облечени во оклопот на верата, се скавате на овие теми од минатиот месец, и љубовта, и шлемот, што беше шлемот? Шлемот на надежта за спасение. Че во Ефесијаните беше шлемот на спасението, овдека под шлемот апостол Павле ја вбројува и надежта. Зашто Бог не определи за гнев, туку да бидеме спасение преку нашиот Господ Исус Христос,
кој умре за нас, да ние да живееме заедно со него, било кога сме будни или кога спиеме. Поради тоа, утешувајте се меѓу себе и надградувајте се еден со друг, онака како што и правите. Значи, овде забележуваме дека апостол Павле се игра со зборовите ног и ден, темнина, светлина, спиење, будност, за да опише некои духовни состојби по пат на споредба, иако, за да не биде погрешно сватен повторно, бидејќи се е можно, тој не сака некој погрешно да го свати дека е греф да се спие. Затоа јас нагласив, баш кога се спие, треба да се спие во што е можно потемна соба и ситуација. Затоа не е лошо да се спие, значи, било кога сме будни или кога спиеме, важно е да живееме со Христа. И Христос на оваа земја, во човечка природа, спиел. И кога се случила бура на Галилејското езеро, и учениците во очај помислувале дека ќе пропаднат, ќе се исподават, Господ и понатаму спиел. Значи не е грев да се спие, напротив треба да се спие. И тоа што подобар одмор да се обезбеди со тоа спиење, за да може денот да биде што е можно поквалитетен во нашите активности. Меѓутоа, апостол Павле употребил една конкретна слика, која што е била многу позната на евреите од тоа време и која што е сосема можно да ја прераскажувале и на христијаните, на првите цркви кои што биле основани од негова страна. Именно знаете, во Ерусалим, според законот, еврејските свештеници требало секојдневно да служат во предворието на храмот и во првиот дел на светињата. И затоа таа служба е наречена секојдневна служба. Било да месат нови бесквасни лебови кои што ќе ги заменуваат старите на трапезата, да долеваат постојано масло на светилникот, за да не изгасне никогаш, да ги внесуваат, да ја внесуваат крвта од принесени жртви, или пак да принесуваат темјан и својно да се грижат постојано да има темјан на кадилниот олтар. Значи, тоа била една секојдневна служба. Свештениците биле поделени во класи, секој си имал своја смена. Важно е, службата требало секојдневно да тече. Се разбере, само на Јом Кипур, на денот на помирувањето, имало служба во второто одделение, од страна на првосвештеникот. Што значи, тие активности требало да се случуваат и дење, и ноќе. Ако Господовата заповед била светилникот постојано да гори, светлина, постојано да има масло, никогаш да не изгасне, значи некој требал да се грижи и преку ноќе да биде тоа така. Некој требал да се грижи и преку ноќе да има доволно темјан, например, на кадилниот олтар, бидејќи темјанот ги символизира молитвите. Кога човек се моли на Бога, може да се моли во било кое време. Не постои работно време во кое што Господ ги слуша молитвите. Ги слуша нон-стоп. 24/7. Се вели дека првосвещеникот, кој што немал многу работа за време на секојдневната служба, затоа имал многу страшна одговорност само еден ден во годината, во второто одделение. Значи, и првосвещеникот имал некоја работа, значи, и тој учествувал во секојдневната служба, тогаш кога бил и тој на смена,
Меѓутоа и тогаш кога не бил на смена, особено за време на ноќните смени, тој имал една друга задача. Која била таа задача, дали знаете? Задачата била да доаѓа ноќе во храмот и да проверува дали свештениците кои што се таму на смена си ја вршат својата работа или спијат. Постат некои детали, јас денојве ги прочитав од еден блог на христијанските, на месијанските евреи, кои што тоа го кажуваат. Постат некои детали за тоа што се случувало ако првосвещеникот наишол на некој свештеник кој што спие, што не води грижа за светилникот, за маслото, туку едноставно го фатило дремка и сакал да се изнаспие. Дали знаете што случувало? Има една интересна ситуација. Се вели дека ако првосвещеникот затекнал некој свештеник кој што бил на смена да спие преку ноќта, тој не го будел, па да го кара, па не знам шо и така натаму. Туку тој тивко, за да не се разбуди свештеникот, одел, влегувал во светилиштето, ке земел една гламја од темјенот, со жар се разбира, чи јаглен можеме да речем, и ке ја фрлел врз заспаниот свештеник. Неговата облека, значи свештеничката мантија, да речеме така со денешен израз, веднаш ке се запалела, од огнот, чадот, мирисот, па може би од болката, ако го зафати под облека, свештеникот ке се разбудел и да знаете што требал да направи. Што би правиле вие ако вашата облека ја зафати оган? Треба да се соблечете. Значи, за да се спаси, свештеникот морал, без да губи време за размислување, да се соблече и гол. Морал да биде гол сега. Да побегне од тоа место. А бидејќи сега бил гол, сите други ќе знаеле по неговата состојба што се случило. Значи, прво било срам тоа што ќе биде гол, но повеќе срамот бил во тоа што ќе се дознае, наредниот ден ќе се дознае дека штом бил гол, му изгорела мантијата, значи бил затекнат на спиење. И ева била многу непријатна ситуација. И така непријатна што на самите свештеници, можеме да претпоставиме, им било многу, како и на секој, значи, вработен, да речеме, во било кое предпријатие, им било многу непријатна средбата со шефот на овој начин. И бидејќи, значи, шефот не бил толку омилен, првосвещеникот, заради ова што го правил, како што вели еврејското предание, свештениците за него измислиле еден прекар. И да знаете кој бил тој прекар? Крадецот во ноќта. Че првосвещеникот бил крадецот во ноќта. Му дали име крадец, затоа што не бил омилен кај подчинетиве, кај свештениците. Меѓутоа, ова е една убава слика за самиот Господ, бидејќи Исус Христос е новозаветниот првосвещеник. И сега тој, своето доаѓање и во Откровението, а овде и преку апостол Павле, и лично кога го најавувал своето доаѓање на земјата во Евангелијата, во неговиот пророчки говор, своето доаѓање го споредува како крадец во ноќта. И дали се сеќавате таму во Евангелијата, кога Господ предупредува дека ќе дојде како крадец во ноќта, за кого се однесува тоа предупредување? Значи таму вели, ако тој слуга почне да се опива, да ги тепа своите браќа и така натаму. Значи, се однесува за самите христијани.
не се однесува за луѓето во светот, се однесува за самите христијани. Како што првосвещеникот бил крадец во ноќта, бидејќи свештениците можел да ги затекне на спиење, тогаш кога не требало да спијат. Така и денот Господов ќе биде крадец во ноќта, кој што ќе ги затекне христијаните како спијат, под наводници, а всушност тој сон во кој што спијат е овде преведен со зборовите мир и безбедност. Мир и безбедност. Значи, додека некои проповедаат за второто Христово доаѓање, оние кои што тоа нема да го сакаат, не сакаат да го слушаат, и не веруваат, и не сакаат да се случи, тие ќе велат мир и безбедност. Например, апостол Павле рече дека за времењата и часовите, браќа, нема потреба да ви се пишува. Свештениците не знаеле кога ќе дојде првосвещеникот да ги провери. Како што обично не знаеме кога крадецот доаѓа да краде. Но, малку да се обидеме да го разбереме ова мир и безбедност, што тоа значи. Еден од знаците на второто Христово доаѓање, кој што се сеќавам, мислам, лани зборував за тоа, дали знаете дека кога Господ не би дошол, што би се случило со оваа планета? Ке се уништи самата. Значи, Господовото доаѓање треба да го сватиме не како причина за катастрофата на светот, бидејќи светот самиот се движи кон катастрофа, што велат србите срља. Не знам дали имаме некој соодветен таков збор. Во катастрофа. Туку Христовото второ доаѓање повеќе треба да го сватиме како спасение, избавување на верните. На Божиот народ, на верниот остаток. Дали знаете дека оваа планета веќе откако луѓето почнале да ги користат и да ги горат фосилните горива, веќе се наоѓа на пат на уништување, односно вкупната површина, вкупната количина на шуми на зеленило на оваа планета е веќе толку мала, што кислородот повеќе не може да се обнови. Дали знаете што тоа значи? Имаше една статистика која што вели дека некаде до 2050 година, тоа значи дека нивото на јаглероден диоксид во воздухот ќе биде толку зголемено што нема да може да се диши. Потоа беше споменато топењето, значи, на ледените капи, на половите на земјата и така натаму. Со други зборови, планетата се наоѓа во ситуација во која што повеќе не може да се спаси со човечки напори. Дори кога сите луѓе сложно би се обединиле и би ги надминале собствените разлики и противречности, било да се тоа противречите меѓу држави или внатре во некои држави, кога луѓето сложно би се обиделе трезвено и разумно да ја спасат, повеќе не може да ја спасат. Заради своите грешни интереси ја доведоа до тоа дередже, ја уништија, ја упропастија и повеќе не може да се спаси, само Господ може да ја спаси. Значи Господ ќе дојде за да го спаси својот народ, оние што го сакаат, што веруваат и го проповедаат неговото доаѓање, тие ќе ги кажуваат и овие знаци, значи и овие предупредувања. Меѓутоа,
луѓето не ќе сакаат да го слушаат сето тоа, бидејќи тие сакаат и понатаму да се забавуваат, да се опиваат. Како би реагирале луѓето ако, да речеме, сите медиуми почнат да зборуваат за библиските пророштва и да велат: ете, Гренланд се топи, ете, јаглероден диоксид, планетава нема спас. Кога сето овие работи би се кажувале ударно на сите вести, не, тоа би било страшен песимизам. Значи, ако светот озбилно свати, значи, повеќето луѓе во светот, дека на планетава и нема спас, тоа ќе биде голема паника. Ние можеме мирно да ја примеме таа информација, затоа што веруваме во второто Христово доаѓање. Меѓутоа, тие што немаат вера, замислите каква е таа ситуација. Значи, да им се кажува сериозно дека на планетата и се заканува катастрофа, како некој астероид сега да доаѓа, да треба да удри, како во некои филмови. За луѓето е тоа паника. За неверниците тоа паника. Со други зборови, ако вие проповедате дека Христос повторно ќе дојде, и ако проповедате за знаците на неговото доаѓање, тогаш што ќе прават неверниците? Или мнозинството во светот? Нифто таа проповед нема да им се допаѓа. Тие ќе сакат и понатаму да живеат во илузијата дека нивниот грешен начин на живот ќе трае уште 1000 години. Дека нивните забави ќе трајат уште 1000 години. И затоа тие на вашите гласови ќе велат мир и безбедност. И ќе му велат на светот мир и безбедност, нема од што да се плашите. Мир и безбедност. Со други зборови, Господ сака да ги предизвика стравот, да ги разбуди стравовите на луѓето, бидејќи стравовите водат кон трезвеност, кон преиспитување. А сатаната сака да ги успие луѓето да не се грижат за своето спасение, за својата душа. И затоа целата нивна филозофија се сведува на мир и безбедност. Јас не ни сакав да ја толкувам, да искоментирам најновата глупост на дзинговизијата, која што денојве беше објавена на вести, кога веќе решили да се занимават со Библијата, што не прозбрат за овие сериозни текстови. Но, се разбира, глупоста на македонските медиуми е веќе позната од порано, бидејќи според нив, например, апостол Јаков, брат од Господов, во некој евреин од првиот век, се викал Джеймс, според телевизија Сител. Колку се они упатени во Библијата, па сега ќе ни зборуваат што било од животот на Исус или Марија Магдалена. Денот Господов ќе дојде како крадец во ноќно време и кои ќе бидат затекнати? Ќе бидат затекнати христијаните. Ќе бидат затекнати неспремните, неподготвените христијани, бидејќи за нив се однесува овој поим. Ако ги читате Христовите зборови од Евангелијата, со кои што тој ги опишува настаните, знаците и неговото второ доаѓање, например во Матеј 24 глава, Марко 13 глава, Лука 21 глава, таму тој зборува дека неговото доаѓање ќе биде ненадејно за самите христијани. Тие се тие лоши слуги кои што ќе бидат затекнати. Светот, едноставно, тој ниту верува во Христовото второ доаѓање. Не се однесуваат тие зборови за неверниците толку, колку за самите христијани. И ние денеска живееме во времето кога не светот е расипан,
туку христијанскиот свет е расипан. Прво, од христијански држави, од христијански општества, произлегле сите најсатански и најантихристијански верувања. Без оглед дали се работи за дарвинизам, еволуција, комунизам, фашизам, нацизам. Сето тоа произлегло не од Кина и Јапонија, туку од христијански општества. Денеска христијаните се неверници. И сакаат да бидат неверници. Тие би сакале, например, да влезат во НАТО и Европска Унија, бидејќи така се чувствуваат безбедни. А вака сме кобајаги многу небезбедни. Односно, ние сме небезбедни, се разбира. Нема мир за безбожниците, ви рекол пророкот Исаија. Но, кобајаги ќе бидеме безбедни ако влеземе во НАТО и Европска. Значи, повторно тоа мир и безбедност може да се поврзе со овие филозофии, со овие илузии, кои што се проповедаат по денешните медиуми. И повторно се тоа илузии на христијански држави, на христијански народи. Но очигледно е дека големи илузии имаат и адвентистите на седмиот ден. Штом папството во македонската мисија повеќе не се вика папство, туку се вика врвот на отпаднатата црква. Има многу отпаднати цркви, така што изразот е недоволно јасен за кој врв станува збор. Да не го забравиме само повикот на апостол Павле, дека вие, браќа, не сте во темнина, та денот да ве затече како крадец. Со други зборови, вие не спиете. Дали спиеме? Дали сме во темнина, или сме будни, имаме светлина покрај себе. Која е таа светлина? За неа низ целото своје Евангелие зборува апостол Јован. Па повелете и оваа вечер на продолжение од Евангелието според Јован. Јас би сакал посебно да ве охрабрам, додека траат проучувањата на Евангелието според Јован, доаѓајте и вие што не доаѓајте обично сабота вечер, доаѓајте сабота вечер, додека трае Јован. Бидејќи има многу што да научите. Значи, тие што доаѓаат ќе бидат благословени. Тие што мислат дека е доволно да се дојде во црква само сабота наутро, ќе пропуштат многу. Може би тоа го следат сега по пат на интернет. Меѓутоа се разбира поинакво е чувството кога се доаѓа лично. Знаете, денес преку телевизија може да се следат и фудбалски и кошаркарски надпревари, ама луѓето кои што се запалени за тоа, се уште сакаат да плаќаат карти, билети и таму лично да присуствуваат кога се случуваат тие надпревари. Ако сме ние запалени за Божјата реч, за Христовите зборови, поведете, дојдете и ова и секоја наредна сабота вечер. Имаме уште многу месеци пред нас, во кој што ќе го проучуваме Евангелието според Јован и од кое што можеме да научиме и ќе научиме многу работи за нашиот живот и за нашето спасение. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.